Да не се вознемирува вашето срце, ниту да стравува. Евангелие според Јован 14:27. Секојдневно се среќаваме со предизвици кои можат да не го разбрануваат нашиот животен тек и да не вкотват во прангите на стравот. Но дали би можеле да живееме без да бидеме заробени од овој најголем порогувач? Дали постои можност да се ослободиме од сите хипотетички прашања кои не држат во замката на неизвестноста? Библијата не поучува дека мирот представува внатрешна хармонија во душата, дека произлегува однатре, а не однадвор, дека мирот кој го нуди светот, а кој се состои од привидна сигурност во парите, во статусот или во успехот, е лажен и краткотраен. Филозофот Сенека ќе каже: нас повеќе не измачува самиот страв, отколку она нешто од кое се плашиме. Оттука обично неголемото душевно страдање не го причинува самиот проблем, туку грижите и предпоставките за конечниот исход на истиот. Тогаш, како да се избориме со стравот? Најпрвен потребно е да го прифатиме и да не му дозволиме да раководи со нашите животи, така што ќе се насочиме кон живење на сегашноста, без да размислуваме прекумерно за иднината. А за да се постигне сето ова, потребно е да изградиме во себе внатрешна сигурност преку верата, надежта и љубовта. Да не се вознемирува вашето срце, ниту да стравува. Евангелие според Јован 14:27.